Почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија. Трет ден како ја повикуваме власти и јавното обвинителство за криминал тежок од 300.000 евра, а реакција до сега нема. Кој и зошто го штити Кире Неделковски, партиски функционер на СДСМ и близок човек на Зоран Заев, Оливер Спасовски и Љупчо Николовски? Дали парите од криминалот завршиле на Илинденски или можеби со нив е финансирана кампањата на СДСМ? Со недействувањето на власт на Кире Неделковски му е овозможено во периодот 2 години од Сојузот на трудонари на Република Македонија на својата лична сметка и на сметка на своји блиски луѓе да префрли скоро 300.000 евра. Почитувани, ова е криминал кој што се гледа дури од авион. Ова се документите кои што го покажуваат тоа. Ова се изводите од банкарската гаранција, односно сметка на Сојузот, од кој што јасно се гледа патот на парите. Иако имало сериозни одливи на пари од сметката на Сојузот на личната сметка на Неделковски, реакција од Управата за финансиско разузнавање и јавното обвинителство се уште нема. Недействувањето на институциите индицира на тоа дека не е Неделковски тој што се штити, туку очигледно некој друг кој што стои позади сето ова. Сојузот, иако поднел кривична пријава уште на 18.10.2018 година, реакција од јавното обвинителство нема, а Неделковски е на слобода. Пријателот на Заев, Спасовски и Николовски, Кире Неделковски, иако разрешен позицијата претседател на Сојузот, повторно е враќан на позицијата претседател и му е возможено да го повтори делото и да направи криминал во континуитет. Почитувани, ова се финансиските извештаи кои што се направени во Сојузот од на страна на надзорниот одбор кој што го докажуваат криминалот кој што го има направено од Кире Неделковски. Почитувани, овие документи доставени од нас до нас од Цвиркач, заедно со кривичната пријава од партијата ќе ги поднесеме до јавното обвинителство. Од тука апелираме јавното обвинителство да не се дрзнува да штитат криминал. Напротив, одговорност за секој незаконие мора да има, како за извршителите, така и за нарачителите. Ви благодарам на вниманието.